30 милиони евра и нови 300 вработувања ќе отвори инвестицијата од американски Гентерм. Производителот од автомобилската индустрија кој со успех работи во Тирс Прилеп, очигледно дека е задоволен од бизнес климата во државава, па го проширува производството. Станува збор за глобален лидер за високо интегрирани системи во автомобилската индустрија кој работи со нова технолошка опрема, автоматизирани линии и современо производство. Според премиерот Мицкоски, ова е доказ дека Македонија станува се поатрактивна локација за бизнес. Македонија станува сигурна дестинација за долгорочно стратешки технолошки напредни инвестиции. Ова не е само уште една инвестиција, ова е двигател на нашата економија. Со вакви проекти расте индустриското производство, се отвараат нови работни места, се зголемува извозот, а со тоа расте и довербата во нашата економија. Потврда за добрите економски политики се и бројките. Забележан е раст на индустриското производство, а во мај е постигнато ниво од 9,4%. Минатата година се забележа раст на странските инвестиции од 1 милиарда и 255 милиони евра, а најдобар беше последниот квартал. Според надлежните, со новата инвестиција Гентерм ќе го зголеми извозот од Македонија, што ќе влијае позитивно на економијата. Согласно деловниот план добиен од страна на компанијата Гентерм се работи за инвестиција која ќе има високо технолошко производство со сериозна доадна вредност, која што и текако ќе подобри продуктивноста во индустријата и ќе зголеми извозот од Македонија. Се надевам дека ваквите инвестиции се и текако добро дојдени кај нас. Планот на владата е да продолжи политиката на привлекување инвестиции како една од клучните за долгоречен забрзан раст на економијата. Паралелно фокусот е ставен и на поддршката на домашното стопанство, кој почна да покажува подобрени резултати што се отслика во последните статистички податоци. Инаку во првиот квартал од годинава економијата порасна за 3,2%, што ја рангираше Македонија меѓу 4 најдобри во Европа. Трендот се очекува да продолжи. Проекциите во ребалансот се дека до крај на годинава растот треба да достигне 3,7%.